Истински предизвик е да се задржи вниманието во текот на едно интервју во моментот кога евидентно стигнуваат сигнали дека се случува нешто што го доведува под знак прашалник кредибилитетот на позицијата од која се партиципира во разговор. Кои се вашите информации? Дали ова е вашето последно интервју како министер за економија и дел од владеачкото мнозинство? Значи, јас немам такви информации, пошто сум тука во студио. Нервозно време, другарче, нервозно време многу. И покрај јасните пораки кои се читаат не само од телефонот, туку и од лицето на соговорникот, впечатливо е дека невештата глума не може да ја сокрие фрапантната изненаденост од расплетот на ситуацијата. Па таа навидум се релаксира со брза досетка како коментар за објавените фотографии. Министре Бектеши, успеавте ли во меѓувреме да добиете некаква информација, бидејќи цело време работевте? Да бидам искрен, не сум добил никакви информации, но убаво изгледаше сликата, посебно со представникот на Левица, а зборуваме за европски интеграции. Нервозно време, другарче, нервозно време многу. Токму европските интеграции се апострофираат како една од причините за заплетот, бидејќи предолгото чекање да се крене рампата создава недоумици околу нивната исправност, со оглед дека наместо оптоварување со политика и историја, неопходен е продор на економијата, за која не постојат ограничувања и култови на личноста. Али бизнисмениве не сваќаат што е работа. Ние не можеме да сватиме зошто е проблемот со ова. Значи, што треба да преговараме за Гоце Делчев? Па Гоце Делчев не бил бизнисмен. Зошто да преговарат за Гоце Делчев? Нервозно време, другарче, нервозно време многу. Можеби не треба да се преговара за Гоце Делчев, но сосема е нејасно која би била идната позиција со оглед дека според доштиот впечаток дека ништо не е известно, па дури напомош не може да се повика и да даде насока ниту непознатата бугарка родена во Македонија. Требаме да чекаме до утре и да видиме како ќе се движат работиве, пошто имаме пресвртна ситуација од час на час и некако ова личи дека ни баба Ванга не би можело да предвидува што може да се случи до утре. Нервозно време, другарче, нервозно време многу. И на крајот, и покрај отсуството на реална прогноза, треба секогаш да се има предвид улогата на потпишаните писма на намери, листи на желби и декларации, со кои на прв поглед се добива впечаток дека се цврсти докази за нечија посветеност кон одредени процеси. Дали сме толку забегани, не ми е јасно. Меморандум треба народот да знае дека е заебанција, дека е флоскула, дека е, како се вика тоа, представа, театар. Нека ми каже еден што го исполнил меморандум. Нервозно време, другарче, нервозно време многу. Меморандумите се само збор, а кај нас ниту еден даден збор, особено откако и тие кои го имаат земено како своје име не го испочитуваат, веќе не важи. Според тоа, и за едните и за другите, следува интересен и непредвидлив период, означен со само 6 збора, од кои 4 се повторуваат. Нервозно време, другарче, нервозно време многу.